Денеска дадов изјава во врска со осамнување на двете обвинителки од тимот на специјалното јавно обвинителство и оставам понатаму советот да си донесе одлука. По тоа прашање нема да одговарам повеќе, ниту пак ќе одговарам на новинарски прашања, бидејќи во најскоро време имаме намера во специјалното јавно обвинителство да не прави една пресконференција. Што го интересираше советот на обвинителке? Па во однос на тоа што беше и запознаена јавноста, како што сум постапила и му објаснив начинот согласно законот како сум постапила. Да се ли на вашата одлука? Да, апсолутно да. Чувате материјалите? Не, апсолутно не. За тоа писмено ќе говорите? Не, тоа имам обврска јас согласно законот до 15 март да доставам извештај до советот и до собранието. Во однос на тоа не бев прашана воопшто ништо од советот. Понудија ли контраргументи зошто смета дека не треба да се пуштени како што изјави Аневски претходно? Значи советот членовите на комисијата составена од советот ме прашуваше околностите за тоа зошто ја донесов јас мојата одлука, а во останатиот дел самиот човек си донесе одлука врз основа на изјавите на колешките и мојата изјава. Постои ли можност да сепак да останам кај вас? Не знам, тоа ќе одлучи советот. А не ли вие одредувате обвинителки? Како? Двете обвинителки се уште доаѓаат на работа? Не доаѓаат, автономноста тука се знае како се толкува, значи јас сум таа што одлучува кој и како ќе работи во јавното обвинителство, тој кажа на советот, не би сакала повеќе да коментирам. Какви ингеренции има советот во случај кога ваше право е да кажете кога Ќе си каже советот. Ќе си каже советот што има, не би сакала, премногу го почитувам советот и сакам соработката да ми биде на највисоко ниво и затоа понатамошна изјава во делот на ова не би сакала да кажам. Само кратко, обвинителке, дали постои можност со случајот Мартин Нешковски да биде во ваша надлежност? На Мартин Нешковски е во наша надлежност. Веќе? Да. Обвинителке, кои докази утре ќе ги прегледувате во кривичниот суд? За предметот пуч, За какви докази се работи? за сите докази, значи и аудиовизуелни и писмени докази, кои не ни се доставени од јавното обвинителство. Викендов во делот меѓу мите, во поголем делот меѓу мите беше објавено дека има три кривични пријави против советот. Дали ќе може и по овој случај малку повеќе од ваша страна, зашто точно се работи во случајот и кој е вашиот став? Во конкретниот случај, благодарам што ми го поставите тоа прашање, дадовме демант и остануваме на тој демант сега за сега. Бидејќи ова беше приоритетно денеска од Сабале да го завршиме со советот, а и сега ќе ги решаваме и другите предмети, прашања, а во однос на ова прашање ќе дадеме целосна изјава на пресконференцијата која ќе ја свикаме. За кривичните пријави дека воопшто се поднесени или демантот? Да, знаете, мислам го знаете, имаше и вчера исто известување од потпаролот или од мојата колешка Ленче Ристовска дека како се во врска со тоа дека треба да се докажат тие кривични пријави, така да мислам дека целосноста и транспарентно информирање. Што конференцијата може ли да разјасниме? Точно ли се спекулациите дека сте сослушували без адвокат и не сте ги снимале исказите од сведоците, односно од осумничени? Предистражната постапка е тајна и сите сведоци кои се заслушани или ќе бидат сослушани или нема да бидат сослушани, на начинот на кој ќе бидат сослушани, ќе биде предмет на оценка на судот кога ќе се отворат истражните постапки. Обвинителке, прескоро време имаше барање за сопот монструми или во населје да се... Да, и тоа запознаена сум. Мислам дека доволно ви одговорив, ова излезе пресконференција. Да. Чека на ровер и шпион. Ровер не може да почне од почетокот. Да, ќе имате пресконференција на која ќе ви бидат одговорени. Добра, како правник нешто да прашам. Дали смее да се кажува што ве прашал обвинител, каква е водел постапката во фаза на истрага? Дали смеат тоа сведоците и распитуваните кај вас да го зборуваат јавно?
Еве во случајот се појавуваат во медиуми, ми испита вака, ми постави прашање така, ме притискаше ме. Што ги прашам, прашањата се кажуваат, се пишуваат во медиуми, дали е тоа дозволено? Значи само демантот и известувањето од обвинителката Ленче Ристовска се релевантни одговори на вашите прашања во однос на тоа. Викендов јас имав приватни обврски, исто им дел од обвинителите и од Сабајле не сум се видела со нив. Кога ќе има колегиум, кога ќе донесеме ставови, ќе закажеме пресконференција и ќе ви бидат одговорени на овие прашања. Уште едно прашање врзано со советот. Дали знаете веќе кога ќе се појавите повторно овде? Сега зборувам за другиот случај. Мислев за записниците. Дали се знае кога ќе се појавите прво и дали уште еднаш ако може малку подобро да ме образложите зошто цените дека сте во право во конкретниот случај, барем она што беше во јавноста презентирано како Значи јас поставувам согласно законот. Законот за специјалното јавно обвинителство вели дека до 15 март, во секој 6 месеци треба да доставувам извештај до собрание и до парламентот. Тоа право и тоа обврска ќе ја извршам. До тогаш, во однос на тоа, ако имам конкретни податоци, ќе бидете известени. А инако во извештајот ќе биде се експлицитно наведено. Кога се советот, дали ви кажа денеска? Не. До 15 март имам значи уште простор да го напишам извештај. За сите овие 6 месеци ќе биде целосно направен извештај за работата на специјалното јавно обвинителство. Кога може да очекуваме пресконференција? Во најскоро време ќе бидете известени, како што сте секој пат известени. За случајот Куманова не одговорите конкретно дали ќе биде во ваша надлежност? Го разгледуваме, сите се во предмет на разгледување и кога ќе имаме конкретни информации ќе излеземе со нив. Секој пат излегуваме. Уште едно прашање околу двете обвинителки, дали има вистина во шпекулациите кои се појавиле во ведомоста во медиуми дека причината е била за разрешување? Причините се дадени на советот, они ќе ве известат. Дали прочитав тој раздел шпекулациите? Нема време да читам, имав приватни обврски овој викенд. Може да ги демантирате Не сум запознаена, имав приватни обврски. Не можам, бидејќи си имав приватни обврски, си бев на некои приватни прослави и едноставно не сум во можност во моментов не ги знам. Не знам што да ви демантирам. Значи не сум читала ништо. Давале тајни или не? Бев на одмор 2 дена. За викендот. Бев на одмор 2 дена во викендот и денеска ми беше приоритет да дојдам во советот. Значи не оддавале тајни. Како? Значи не оддавале тајни на обвинителството. Какви тајни? Немаме ние тајни. Значи пишуваш во видео. Ние немаме тајни. Ние транспарентно, ако има некоја институција која по транспарентно ве известува, кажете. Кажете, ние немаме тајни. Нити према обвинителките имаме тајни, нити не. Благодарам.